perfect human being. Градоначалниците од власта ме фасцинираат со своите капитални проекти. Еве да кажеме, Петре Велики Скопски ме фасцинира со едно големо ништо. Нели, ако се иземе капиталниот проект на автобуската станица под ГТС и онаа ливадана на площад за 500.000 евра. А овој па градоначалникот нели на аеродром Маринчо ме фасцинира со набавките за Гинис. Па оној Боро Малборов вработен као градоначалник, а приватно шверцер на цигари, и тој многу ме фасцинира. Па оној градоначалникот на Ѓорче, нели, ме фасцинира што не искача од кафана. Па оној од кисела вода што не искача од кладилница. Па оној од Охрид што од веби па не смее да излезе надвор. Па она од Арачинова што годишно собира 0 денари за данок. Тука меѓу најмаестралните градоначалници кои што најмногу ме фасцинира е всушност градоначалничката Наташка од Битола, која беше позната по тоа дека веднаш си го вработи својот брат како наставник, нели, да има лепче детето, а сега е мега популарна по овие социјални мрежи и на Балканот по грандиозниот проект Шаховска дрвена клупа во паркот. Откако заврши со капиталните инвестиции, како што беа нова боја на пешачкиот премин, нова шахта тази избрусена, обнова на дрвено мовче со неколку штици, таа направи потек на годината. Сега пензионерите во Битола ќе можат на раа да го потрошат покачувањето од 83 денари на минерална вода и локум и да опнат едно 5-60 партии шах онака симултанки. Нормално, нели, ако дојдат на ред на една табла, мислам, тоа има за чекање, зашо е една таблава, не се 10. Арно, ама за инвестицијава на Наташка дознале кинезите и пишале на нашава водечка партија и на владата дали може некако оваа Наташка да им ја позајмат за еден кинески град, голем колку 70 битоли, затоа што, замислете, го стрелале градоначалникот на тој град заради корупција. И сега бараат Наташка ние да им ја дадеме, нели, за да помогне да се постават шаховски табли кај нив, нели, по парковите. Ама Наташка ги одбила кинезите со образложение дека тоа е огромен проект, затоа што за град кој е 70 пати поголем од Битола треба да постави 70 шаховски табли. Нели, на таа способност ја има само градоначалникот на Скопје. Ама и тој одбил, бидејќи Петре се уплашил да не го стрелаат уште кога ќе прочитаат во неговото CV што се му направил на градот Скопје. Со вакви градоначалници што ставаат табли за шах на 3 месеци пред локални избори, нашата иднина, морам да ви кажам дека е светла. Така викаат и обично кога ќе умреш, дека се гледала истата таа светлост што ние сега ја гледаме по градовите низ државава. Мислам, тоа е.